Втора категорија. Програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание и ќе имам краток вовед, а потоа ќе ви го емитувам интервјуто кој го има пред 6 месеци со Илија Димовски, експратеникот од ВМРО ДПМН. Имено, доста ги читав реакциите на јавноста во врска со отварањето на клубот Ванчо Михајлов, кој бугарите го отворија во Битола, и повеќе се сведуваше на некакви јавноста, на некакви емотивни пароли: Македонија не ја даваме, ова е фашизам, ова е ова, ова е она. Но што можам да забележам? Знаете, пред 10 години сигурно ќе ви се додворував, ќе викам кутри, ово, она, све се други криви, но јавноста е прилично неписмена. Кога велам неписмена, не дека не знаете да читате и у таа неписменост сум и јас. Но кога доаѓаат ситуации драматични, со драматични пресврти, ние сме како со смркнати гаќи. Зошто? Затоа што имаме ситуација од кај сега ова, што ни направија. И тоа е, знаете, такви како нас. Вие си ја сакате земјата, вие си ја почитувате и тука нема збор, но вие сте потполно неспремни да застанете во одбрана. Имено, да ви споредам со религијата. Еден верник мора малку да се во верата, значи да прочита Библија, да прочита Свето писмо, да ги прочита светите отци, малку од малку. Све е тешко дека ќе се прочита. Зошто? Мора да знаеш барем некаков минимум надвор од Оче наш и символот на верата. Иако, ако не влегуваш у никакви материјални расправи или некому сакаш за добро да му укажеш, доволно ти се овие две работи за да си истеркаш и пред Христа да се поклониш и да си го заслужиш местото. Така и за Македонија. Ако вие толку света и продуховена земја, за која сакате да ја браните, треба да се вооружите со знаење. Бидејќи ние како народ, нација, се покажавме дека сме апсолутно неспособни да се бориме за оваа земја, освен поединци. И тие чети, и тие партизани, и тие комити, и тие револуционери биле само нешто сосема многу малку, за разлика од поединци кои ја правеле таа промена и ја осоздале оваа земја и го доизградиле низидиот идентитет. Зошто сега навлегувам вака? Ајде, може би и навредливо, и треба да е малце навредливо, но во смисло да ви испровоцира. Да вака, кој ќе му ја зачукаме една многу јаде бурек. Значи, ако го имате тоа, тоа е добро, а ако ве задржав, уште е подобро. Зошто?
Затоа што пред 6 месеци Илија Димовски дојде овде и ќе дојде после ова, после празнициве, да ја доврши. Ова е најдолго негово интервју и за разлика каде што овде дошле и многу историчари. Но он како пратеник сега, знаеш, не е во жижата, а ја следи историјата и многу добро ја интерпретира. Така што проблемот со Бугарија не е дводимензионален. Не е тие фашисти, ние арните. Значи, тоа е, како да ти кажам, тоа се муабети за деца што играат не лути се човече. Историјата е малку многу покомплицирана. Работите, ние се уште не знаеме низ каква перцепција бугарите го следат ова. Бугарите се глупи, што ние попаметни сме. Не може да сме попаметни ни од американци, ни од руси, ни од бугари. Сите си имаме една своја визија. За да можеш да се спротиставиш на нешто, треба да си информиран. Но ние се информираме, брат, управо си. Не. Информирај се како размислува другата страна. Што се нивните аргументи. И тоа слоевито, од каде потекнуваат проблемите. И мислам дека Илија Димовски во ова гостување лоцираше и детектираше многу точки за кои на луѓето, мене барем лично, ми стана многу појасно од каде ја црпат они силата, од каде ја црпат идеологијата, и тоа не е баш така едноставно како што ние го симплифицираме. Нашето симплифицирање не доведе до ова, а тоа значи неписменост, непроученост, неинформираност, не доведе до ова да ние сме сега шокирани што ни се случува. Ја ве поканувам да го проследите ова, сега и на лајвстрим, да го проследите. 1 час и 45 минути долго е и е многу исцрпно, но мислам дека е многу добро информативно за секој кој знае нешто да ги надгради собствените познавања за Македонија, за македонско-бугарските односи, за состојбата на Балканите и она каде што сме ние сега. Илија Димовски во Јади Бурек. Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте. Уште една емисија на Јади Бурек на ТВ Сонце. Вечерва гостин во студиото е Илија Димовски. Господин Димовски, задоволство ми е да ве видам после подолго време повторно во Јади Бурек. Ви благодарам на поканата и добро вечер и за вас и за гледачите. Да им објасниме на гледачите дека вечерва не сте вие во својство рамките на избори, локални избори 2021, да, вибрациите малку на маса од нашите телефони. Ја вас ве поканив да направиме една сеопшта политичка анализа, потребна е во овие турбулентни денови. Иако, дозволете ми еден мало моје ведување, верувам дека ќе имате добар влез во целава работа и ќе ви биде јасно што од вас барам. Имено,
периодично ние овдека, откако е СДСМ на власт, ние се занимаваме дали е тоа афера Реке, дали е тоа Бугарија, дали е тоа референдум, дали е тоа уште некоја афера, дали е тоа Рашковски, дали е тоа Бугарија пак, па договорот, па Европска Унија, па не примаат, па не примаат, па мал Шенген, па се. И во една, како да кажам, какатонија од звуци експлодираат 3 дена, ги снемува, 3 дена, ги снемува. И сега имаме све се поклопува, што викаше Брегович, свечето мила моја прикрити розмарин, снегови и шаш. И сега одеднаш ги испозаборавивме работи. Имаме многу драматични случувања и на меѓународен аспект, и на домашен, и во светот се случуваат драстични промени. тектонски. Така. Кај сме, што се случува? Сакаш почни од домашнева па да ја шириме или обратно ви изведете? Јас обратно би почнал Повели? од аспект дека ние го губиме правецот кај се движиме како држава визави случувањата во Европа и во светот генерално. Нашата надворешна политика беше базирана, кога зборам нашата, мислам на државната официјална политика во последните 4-5 години од кога е Социјалдемократскиот сојуз, беше базирана на еден пренагласен EU ентузијазам, кој што не беше подкрепен со ефективни мерки во државата, во смисла на реформи и состојба во контекст на функционирање на системот, туку беше базиран исклучиво на надежта дека Европската Унија ќе го препознае моментот на прифаќање на оние два штетни договори, Преспанскиот и договорот со Бугарија. Во меѓувреме се случија многу работи и во самата Европска Унија, но и генерално во светски контекст. Велика Британија ја напушти Европската Унија. Франција најави нов концепт на организирање на Европската Унија. Македонија заборави да види дека сето тоа се случува. Сега сме во ситуација во која што после овие скоро па и веќе полни 4 години, 5-та година тера Социјалдемократскиот сојуз, во која што Македонија ги направи сите возможни и невозможни отстапки од тоа што не смееше да отстапи. Зборам во смисла на уставното име, зборам од правата на македонското малцинство во соседството, зборам од идентитетските одредници, а за возврат не доби ништо. Станавме членка на НАТО, што е за поздравување од аспект на некаква стабилизација во контекст на регионот, но граѓаните не добија ништо, заради тоа што НАТО си има сосема друг формат и приоритетот на НАТО е исто така геостратешко негово позиционирање. Она што граѓаните мислеа дека треба да го добијат е членство во Европската Унија или патека кон Европската Унија визави нашето чувство дека тогаш би биле подобро организирани како држава, дека тогаш подобро економски би биле стабилизирани и така натака, и не сваќајќи дека отварањето на европските врати не зависи само од некаква атмосфера на отстапки, туку зависи од спремноста тука. Да подлечем линија. Ова ти е многу добро. Никој не го дефинирал, иако до сега звучеше како портпарол од СДСМ, извини. Мислам, се обидувам да не, многу реално Јанко, ги опиша работите. Така, јас се обидувам да ова го потпиша многу добро дека последнава реченица, ова сакам да ја нагласам кога ќе се вратам у реприза да го извадам овој дел што го кажа. Сакам да бидам објективен и да ги согледувам работите. Практично нашата меѓународна политика е комплетно промашена. И зошто прво тоа избрав да го зборуваме, заради тоа што начинот на кој што се тераат работите сега ќе има далекосежни последици. Не само од аспект на што не боли промената на името, членот 7 во Преспанскиот договор поврзан со редефинирањето на идентитетот, јас така го ословувам, или договорот за пријателство со Бугарија, во кој што има членови за редефинирање на историјата, сме превземале обврска, туку и во контекст на влегувањето на Македонија во еден опасен правец на некаква регионална форма на соработка која што нели беше Шенген, сега е Open Balkan. При тоа би потсетил дека сите влади до сега и сите председатели на државата до сега, без исклучок, и оние од ВМРО-ДПМН и оние од Социјалдемократскиот сојуз, се труделе максимум во целокупноста на надворешната политика да ја оттргнат Македонија од можноста да биде спакувана заедно како невралгична точка, како проблематична точка од Косово и Босна и Херцеговина.
Зошто? Заради тоа што тука имаме еден Дејтонски договор, таму во Босна во Босна е Дејтонскиот, ваму е резолуција 1244, се уште не се затворени прашања. Ставањето на Македонија во таква некоја регионална форма, која што ќе ги поклопува и овие две невралгични точки на Балканот, ги отвора повторно можностите Македонија да биде некаков елемент на подкосурување во општите и генерални српско-албански односи на Балканот, како ете две поголеми нации од нас. Македонија ја испушти можноста да се одцепи од таа линија, односно беше одцепена, сега е припоена практично со оваа форма на Open Balkan. Од тој аспект, мислам дека немаме некоја светла патека од тука натака и доколку продолжиме вака. Доколку не направиме пресек на надворешно политичките приоритети на државата. Ај малку поанализирај го тој Open Balkan, затоа што ја не можам да го следам. Само што ги гледав тројцата како се сликаат за мали Шенген. Откако нели кога И после направија ребрендирање, тоа го крстија Open Balkan А практично. во меѓувреме, па нема неколку месеци како беше овој шеташе Тропикана, бараше кај со... Па тоа е тоа. Но на што се базира тоа? Тоа е некаква регионална форма на соработка помеѓу Србија, Албанија и Македонија, која што според нивните кажувања има за цел економска размена, подобрување на инвестиционите односи помеѓу државите, слободни граници и така натака, но да подцртам дека сите тие работи кои што владата ги кажува како придобивки од регионалната форма, државата на билатерално ниво веќе ги има и со Албанија и со Србија. Доколку патувате во Србија или Албанија, патувате со лична карта, имаме 1% царина, имаме договори со двете држави за поддршка на инвестициите, за одбегнување на двојно оданачување и така натака и така натака. Што е тогаш идејата? Тогаш идејата, во конкретниот случај, идејата е различна кај тројцата премиери. Кај Вучич очигледно ја станува збор за интерес од аспект да покаже некакво регионално лидерство и капацитет да биде играч на целиот Балкан, визави односите кои што Србија се обидува да ги подцрта и со Западот и со Истокот. Кај Еди Рама станува збор за контекст на тоа дека он се чувствува надмоќен на својата домашна политичка сцена, што е факт, че нема таму сериозна опозиција веќе десетина години која што може да му се спротистави и мисли дека во овој контекст ќе може да го решава косовското прашање. Од Бериша наваму не Така. А во нашиот случај мислам дека станува збор за целосна потреба од пиар само, од маркетинг, заради тоа што треба нешто да покаже владата на надворешно политички план после колапсот на македонската надворешна политика. Зборам колапс на македонската надворешна политика од аспект дека ги направивме сите возможни и невозможни отстапки, а за возврат не добивме ништо како држава. Дури Грција не ги ни имплементира обврските од Преспанскиот договор. ако не се лажам дека министер за надворешни работи дојде да види дали се имплементираат и на прашањето дали истите се имплементираат во Грција рече нема енергија во Грција. Затоа нема ентузијазам. А кај нас мора. Јас би бил и би поддржал регионална соработка, но би ја поддржал таа регионална соработка во контекст кога целиот регион би бил во некаква соработка, односно Македонија не смее да влегува во некаква регионална соработка во која што има српско-албански баланс, а ги нема Бугарија и Грција. Зошто? Од две причини. Заради потребата Македонија на вистина и реално да држи баланс помеѓу четирите своји соседи, не давајќи примат и приоритет на никого повеќе или помалку, дури ако сакате и во област на култура, дури ако сакате во област на економија, на инвестиции, на поврзаност и така натака. И вториот аспект е дека ворете за нашите сограѓани албанци кои што имаат потреба да комуницираат со Албанија, ворете и за нашите сограѓани срби кои што имаат потреба да комуницираат со Србија, но македонско малцинство и македонско население доминантно во околината има во Бугарија и во Грција. Од тој аспект, следејќи линијата на европски културни региони и разноразни регионални форми, Македонија мислам дека требаше да стави линија на интерес или на услов, доколку било возможно, дека да прифаќаме регионална соработка на Балканот, но бараме во таа регионална форма да бидат сите наши соседни држави. А ние од све се откажа. Практично да, и мислам дека логиката е психолошка,
Во смисла, ако све прифаќаме, ќе ни се смилуваат. Нема таква работа во... Смири го Да. тој на вибраторот. Знаеш што ми беше мене најсимптоматично во таа изјава и тука би можел ти да дадеш анализа, бидејќи никој не ја каже. Се сеќаваш на пред некоја година која беше средбата кога отиде Заев кај Вучич, кога Вучич онака му се врде, ко ти е бре, шта обечал? Кога овој му вика, ми ветија дека ќе започнеме преговори. И овој вика, ко ти е бре, шта обечал? Мислам, он со неговиот, знаеш, тој речник малце, добро, тој београдски шмек, во ред, ама тоа па говори дал си ти нормален. А и во Македонија владееше едно мнение дека ние мора и било како ние ќе влеземе во НАТО. Ама дека ќе влеземе во ЕУ, од каде тоа некому му дојде при памет. Не, видете. Дали свесно е манипулиран од големиве Заев, кој наивно им поверува бидејќи Моje мислење, сега ќе ви кажам, моje мислење, јас сум го кажал и друг пат, мислам само еднаш, во принцип цената на преговорите со Преспанскиот договор на македонската страна беше ниска, неупотреблива, заради тоа што мислам дека СДСМ веќе имаше договор пред да дојде на власт дека ќе влезе и ќе го заврши тој процес на промена на името. Од тој аспект мислам дека македонската страна не можеше да стави дополнителни услови во Преспанскиот договор кои што би значеле интерес на Република Македонија. А што викаш, си го наплатија со тоа што дојдоа на власт? Зошто? Вие да ставите такви промени во целокупниот систем на поставеност на државата, во идентитетските одредници да правите редефинирање кој што е направено со членот 7 на Преспанскиот договор, без при тоа да ставите точки на проверка на реализација на Преспанскиот договор и придобивките за Македонија. Да, во ред, пример. Во ваков пакет Преспанскиот договор е апсолутно неприфатлив, но ако беше нешто разумно, Македонија пристапува кон првата точка реализација, окей, отвараме први 5 поглавја за членство во Европската унија. Кога ќе ги отвориме вторите 5, тогаш одиме на втората точка. Кога ќе ги отвориме третите 5, одиме на третата точка, кога ќе ги затвориме сите, ја реализираме и петата точка. Тоа ќе личеше на нешто, секако не во овој аспект. За мене е неприфатливо промена на уставот, за мене е неприфатливо откажување од малцинството, за мене е неприфатливо редефинирање на националниот идентитет, како што има во член 7 во Преспанскиот договор. Македонија практично прифати договор за кој што мислам дека и на грчката страна и било незгодно. Најсериозно го велам ова. Значи, дури и на грчката страна и било незгодно што до толку е договорот едностран и небалансиран. Кој им го достави овој договор? Ова е бланко непрочитано, некој им го има ставено на маса. Може би биле оставен простор за одредени ситни нијанси, корекции, мали и така натака, но и јас мислам дека во суштина проблемот е во тоа што Социјалдемократскиот сојуз, предпоставувам, не тврдам, дека Социјалдемократскиот сојуз имаше договор пред да дојде на власт во насока на прифаќање на целта да се промени името на државата. И сега долгорочно. Долгорочно. Што практично ќе значи? Еве долгорочно. Ние мораме прво да ги дефинираме позициите визави проблемот со Бугарија. Тој не е акутен. Ова не е хронично. Кој ќе го дефинира? Зборам како држава. Зборам како, види, на крај на криштата. Што викаш, вие сте во парламент. Не сум веќе. Викам како ВМРО да помоне, да. Но државата си има проблеми. Граѓаните се излегуваат на избори и се одлучуваат кој ќе раководи со државата. Тие кои што ќе добијат мнозинството, треба да одлучуваат. Сите други кои што немаме право на моментот на одлучување, си го кажуваме нашето мислење. Може би во нешто ќе влијаеме. Тоа е смислата на демократија. Она што јас мислам дека треба да се направи. Визави надворешната политика, таа прва ја зафанавме. Прво, мораме да го дефинираме нашиот однос спрема акутниот проблем со Бугарија. Ние треба да ја направиме рамката, до кај смееме да одиме и да бидеме остри и прецизни како никогаш досега. Значи, кога зборам остри и прецизни, ние треба да стопираме све, се додека не добиеме зелено светло од Софија. И да не преговараме со Бугарија и да одбиваме да преговараме со Бугарија, да преговараме со големите градови во Европа, односно со централите на
на големите членки во Европската Унија, заради тоа што на вистина не може да се помине повеќе од тоа што досега се помина визави нашите отстапки по однос на националните идентитетски прашања. Тоа е прва работа. Втора работа, А што е идејата на Бугарија, или? Што толку небулозно не е звучеше? небулозно. Не Не е е небулозно, не е небулозно заради тоа што ние секогаш гледаме низ наша перспектива. Добро, еве, баш ме интересира. Која е нивната перспектива? Јас- Што толку запна? Вие нешто? знаете, неколку пати тука и во емисии сме разглабали историја, мене ми е тоа да речам не ми е професија, но ми е Омилено хоби. омилено хоби. И- Кај мене дома 90% од книгите во библиотеката се историја, но не се. Што е логиката на целиот контекст? Кога би ги погледнале низ бугарска страна, ќе им го сватиме односот и ќе знаеме да им одговориме. Добро. Значи, бугарската држава со Сан-Стефанскиот договор 1878 добива на владење територија на практично целокупна Македонија со исклучок на Солун. И добива голем дел од Тракија и Добруџа. Добруџа е спрема Црното море. И од тој момент навакај, природните граници на Бугарија, според бугарите, се тие. На што го базираат тоа? Нас ни се случуваат неколку историски погроми на население од македонска територија. Значи, првичното иселување на луѓе од Македонија пред формирање на бугарската држава доминантно се случува спрема Белград и спрема Романија. Односно во православните држави. Зборам се уште Отоманска империја, зборам пред 1870 година. Иселувањата од Македонија се кон Белград и кон Романија. Еден од најпознатите романски писатели е од Костурско. Но не, се да не навлегуваме во таа тема. Кога се формира бугарската држава, после Сан Стефано па Берлинскиот договор, корекциите, кнежество Бугарија и Румелија, Бугарија си гледа за сходно дека треба да има простор и кон Македонија и кон другите словенски региони во овој простор. Се случува формирање на бугарската екзархија под диктат на Москва, а визави моменталниот однос на Фенер со Портата. Фенер е седиштето на Цариградската патриаршија, така. а Портата е седиштето на султанот. Многу малку луѓе знаат дека односот помеѓу Фенер и Портата, односно помеѓу Цариградската патриаршија и Отоманската империја, скоро 300 години од доаѓањето на турците на овие региони бил перфектен. Има записи и помнења дека Цариградскиот патриарх ги благословувал турските војски кога тргале во поход. Се случува расцеп на таа линија заради тоа што 1820 па се формира грчката држава под влијание на британските интереси на овој регион со арваницко население, населена Атина, околината. Кога се формира грчката држава, се нарушуваат грчко-турските односи, односно помеѓу Цариградската патриаршија и султанатот. Во тој момент се отвара процес кај Турската империја, кај Отоманската империја, да дозволи формирање на Словенска црква. Дозволата за формирање на Словенска црква, за да се намали грчкото влијание на Балканот, е исто така под влијание на Москва. За наша жал, тогаш не се формираат две словенски цркви, какви што биле пред укинувањето, Охридската и Бугарската, туку се формира само една, бугарска екзархија. Бугарската екзархија ги добива во свое владение со акт на султанот голем дел од епархиите на територија на денешна Република Македонија и значаен дел од епархиите дури и во Егејска Македонија. Под плаштот има едно иреде од султанот, кој што вика со референдум граѓаните ќе одлучат дали сакаат да бидат во екзархијата или во патриаршијата. На вистина нашето население тогаш се одлучува доминантно за екзархијата, но екзархијата е словенска, патриаршијата е грчка. Богослужбите во екзархијата се на словенски, на старословенски, богослужбите во грчката се на грчки. Она што бугарите умешно го направиле во тој период, не носеле за пропаганда во Македонија луѓе од Русе, од, не знам, Габрово, од Велико Трново, туку локално стипендирале. И денеска странските амбасади стипендираат тука
екзархијата била една распространета полицентрична амбасада на Бугарија на територија на Македонија. Српската пропаганда и грчката пропаганда прават грешка. Србите носат од Србија, во поречието, во вратничкиот крај, Поло, Мијачија, и се создава анимозитетот, а грците носат од островите, од Карпите, што ви кажа старите, плюс јазикот различен. Отпорот станува, се формира ВМРО. Есе. Погромите се исто така многу битни. Иселувањата, да речеме, од посебно од Егејска Македонија и од оваа територија на Република Македонија се случувале значајно, но најголем дел од иселувањата се случуваат од Егејска Македонија. Првото иселување 1912-13 година, кога си одат турците, а грците ја зазимаат за прв пат во историјата територијата на Епир, Македонија и Тракија. Македонија зборам Егејска Македонија. Тогаш словенското население во меѓусебен договор помеѓу бугарската држава и грчката држава, словенското население, припадници на екзархијата, доминантно, значи со меѓудржавен договор прават размена на население грците и бугарите. Може би некој ќе се праша од каде па грци во Бугарија, целото Црноморие било населено со грчко население. Не само на копното на Бугарија, туку и целата обиколка на Црното море е со грчки населби. Оние Севастополј, оние Што збориш? Не се, да, грчко население. Ја мислам Тоа дека грчко знам население, доста не, за овие тоа грчко работи, сите населби на Црното море до пред 150 години биле грчки. Што се случува? Денес кога отидете во Несебар, 80% од населението таму е потекло од Егејска Македонија. Во Несебар. Не зборам за Благоевград. Несебар. Така, Златни песоци, зборам за Македонци или грци? Македонци. Денеска се кажуваат бугари, да бидеме начисти. Зборете. Но население од Егејска Македонија. Цели села од Егејска Македонија се иселуваат таму, првото иселување 12-та година. Има една интересна случка, многу малце луѓе ја знаат. Во тие години во Македонија населението во Република Македонија кој што потекнува од Егејска Македонија се дели на две групи. Едните ги викаме егејци, другите ги викаме бежанци. Разликата што е? Егејците се доаѓани 48-ма, истите се ко нас. Бежанците се доаѓани 18-та. Има една интересна случка. Кукуш со Струмица си го имаат сменето населението. Зошто во Струмица има толку протестантски, католички, унијатски верници? Па од Мистон, нели? Да, ама каде било центарот на унијатството и католицизмот во Македонија? Каде? Во Кукуш. Значи станува збор за комплетна а Струмица како град, зборам за тие години, доминантно припаѓа на грчката патриаршија. Струмица, Мелник, значи тука е границата. Практично се случува размена на население. Денеска во Кукуш живеат струмичани, а значаен дел од струмичани се кукушани. Но овие струмичани кои што се во Кукуш денеска се најголеми грци, се поголеми грци од грците. По иста логика, Јаничарскиот ген. на секоја нација и се случува тоа. Црногорците во Белград или било како. Да, поголеми Есе, Срби од Иселувањето од Егејска Македонија. И од Вардарска, но од Егејска доминантно, пошто па во Вардарска Македонија, да бидеме искрени, меѓу периодот од 12 до 41 година, кога оваа територија била под владение на Кралска Југославија, исто така се случуваат и терори, и востанија, и бунтови, и бегање, Тиквешко востание, Дебарско, Охридско востание и така натака. Да, Неготино тотално бомбардирано. Во еден ден во Кавадарци српската војска има убиено 500 луѓе. Да бидеме фер, да ги балансираме работи, да кажеме кои што били. Голем дел од населението кој што бега од грчкиот погром во Егејска Македонија, но и од српскиот погром во Вардарска Македонија, бега во Бугарија. Во Бугарија денеска по некои слободни проценки, 1,5, 2 милиони луѓе се по потекло од Македонија. Но што се случува психолошки? На денешните генерации луѓе по потекло од Костур, од Лерин, од Солун, од Вртико, од не знам, милион населбини из Егејска Македонија, нивните прадедовци или прапрадедовци заминале во Бугарија. Биле примени добро и затоа ние треба да бидеме благодарни спрема Бугарија. Биле примени добро. Им се обезбедило сместување, работа, храна и така натака и по линија на концептот на Бугарија да Кои години зборим?
Зборам за неколку фази. Зборам за најголем дел македонци од Егејска Македонија бегаат во Бугарија после влегувањето на грчката армија. Тој е период од 1912 до 1919 се случуваат тие. Они имаат еден нејски договор Бугарија и Каков? Нејски. Имаат еден договор договор за размена на население. Практично они се договарат и ги има и бројките може лесно да се најдат, не ги памтам прецизно. Значи бројки на колку население заминува од Егејска Македонија во Бугарија и колку население од Бугарија доаѓа во Егејска Македонија. Значи не е само доселувањето на... А какво доаѓало во Егејска Македонија од Бугарија? Они ги викаат не ендопи, ги викаат понди. Значи во Егејска Македонија сега живеат маџири, живеат понди. Маџирите се грци од Турција, а пондите се грци од Црноморието. Јасно. Имаат специфичен фолклор, различен фолклор. Нивелација, но сето тоа е различно. Значи во Бугарија доаѓам до главната поента, малце ја расширивме приказката. Супер ми е. Мене ми се допаѓа, сакам некој вака кога опширно и добро ги познава работите. Во Бугарија значаен дел од населението денеска по потекло е од Македонија. Еве јас не се обидувам да им го дефинирам националниот идентитет, тоа е приватна работа и треба да се почитува, но поголем дел од населението е дојдено од Македонија. Тие биле примени од бугарската држава, биле распоредени да имаат место за живење, за храна, за работа и така натака. Генерации и генерации луѓе се раѓани таму со мисла дека биле избркани од некое место и биле примени на друго место. Така. Ме разбирате што значи тоа во меморијата на едно семејство? Како не? Како не? А нема нешто страшно кога не по собствена волја мора да се селиш. И бидејќи имаш потреба да пуштиш корен, па заради тој корен многу луѓе за да го пуштат коренот и менуваат идентитет. Така. И денеска ни се случува тоа. Така, многу лесно прифатија наши сограѓани промена на име и редефинирање на идентитет. Преку Skype разговарам со диаспора, уште онаа првата генерација која уште ги слави и така натаму, али вика веќе нашите внуци нема везе, вика. Сега, Јанко, ништо допирна точка, само некако фолклор име Македонија. Низ последните 100 години во бугарската општествена елита, политика, армија, универзитети, театри, доминира македонскиот сегмент. Романтичниот период. Доминира бројчано македонскиот сегмент. Покојниот председател на Собранието Љубише Ѓоргиевски во една прилика, јас многу млад пратеник, тој беше председател и го запрашав, му велам што е проблемов со Бугарија од аспект на еден поранешен амбасадор македонски во Бугарија. И он вака ми го дефинираше проблемот. Да го спомнеме подобро. Вика, јас последната година додека бев во Софија, бугарите издадоа книга 100 најголеми българи на миналиот век. Се мисли на 20-тиот век. Че он беше амбасадор таму баш тие години. Во книгата 100 најголеми българи од миналиот век, значи од 20-тиот век, 88 вика се по потекло од Македонија. Проблемот и контекстот е на денешната психолошка позиција на бугарското општество. Ако нашата приказна е точна, нивната е неточна. Разбирате? Ако они прифатат дека јас и вие сме македонци, значи они не се бугари. Зборам за тој сегмент кој што има потекло од Македонија. Сега, што е полесно? Дедо ти да е угрешка или дедо ми да е угрешка? Мене ќе ми биде полесно дедо ти да е угрешка, така? Кој е угрешка, Илија? Јас мислам дека единствена работа која што бугарската држава не може да ја разбери, не може да ја свати, дека единствениот проблем во контекстот на создавање на нации на Балканот е тоа што ние сме доцнеле 30-40 години после нив. Што е факт. Но ние сме немале поддршка од Русија за формирање на сопствена црква и сопствена држава. Заради тоа што државата Бугарија и црквата бугарска е создадена од кралска Русија. Дефинитивно. Можеме ли да се повикаме на автентичен македонски идентитет за кој сите ние овдека во Македонија се крстиме, го бараме и се браниме? На два начини ќе се обидам да ти објаснам. Дали ни е бетониран на идентитет? Дали памтиш ти ментално? Дали имаме права? Тоа е друго прашање. Сакам да те прашам нешто. Дали знаеш некоја народна песна која што го опева Бековски или Раковски или Левски?
Не. Дали знаеш некоја народна песна што го опева Велико Трново или Габрово или Русе? Не. Така, битот од кај потекнува? Од каде? Од традициите, Така. од пренесеното знаење. Така, штом ние не пееме за Левски, јас не знам песна за Левски. Нити баба ми знаеше, нити дедо ми знаеше песни од Левски, нити прадедо ми, така. Али сме имали за Не знам, Александар. имаат еден таму Хаджи Караджа, или како го викаат, сега да не ги мешам. Зборам за бугарски револуционери од периодот на нивната револуција. Нивната бугарска револуционерна организација, која што па е правена, знаете како, Бугарија Значи, вика треба ВМРО да- е со поддршка од Треба Бугарија. да те Така? разберам дека нашиот инстинкт за Си го дека носиме сме од Македон- дома. си го носиме од дома. Од дома. Си го носиме од дома. Значи Со тоа што? имаме право ово што го збориме Види, Јанко, дека ај сме уште едно- македонци и Апсолутно. дека треба да ставиме Апсолутно. црвена линија. Апсолутно. Види, Јанко, има и една друга логика. Се обидувам многу едноставно да ги објаснувам работите, преска се почувствува дека ја расширив многу приказката. Не си ја, Значи, тере. вака сега. Бугарите се повикуваат на културно-историско наследство на тракиите. Добро, Грците се повикуваат на културно-историско наследство на хелените. Те се две различни работи. добро. Албанците се повикуваат на илирите. Србите во последниве десетина години се повикуваат на трибалите. Тоа е едно постаро племе тука од Балканот. Така, нити бугарите се викаат траки, нити грците се викаат хелени, нити албанците се викаат илири, нити србите се викаат трибали. Така. Само ние македонците се викаме македонци. И само нас ни е забрането да се повикуваме на македонците. А на сите им е дозволено да се повикуваат на нешто што не се вика нити исто. Од тој аспект, извини, Не, правото да имам идентитет е моje лично право. Никој нема право, нити ти, нити државата, да ми кажува што сум јас. И не ни е измислен 45-та. Апсолутно. Има списи и списи на назад. Пулевски, Мисирков, многу други, многу списи има во архивите низ Виена, низ ваму, низ таму. Ги вадат луѓето и по социјални мрежи. Нашата историографија малце е резервирана, нели, да не смета на процесите демократски и нашата европски. сервил, Така е, да. за жал. И додека сме така, нема да успее. Само и тоа да го спомнам како мало интермецо. Линијата на идентитетот си постои. Со тоа што јас би конципирал однос, дека да, словенскиот јазик е Ние општо заеднички. Именител? присутен на територија од Марибор до Едрене. Добро. Практично, нивелацијата на дијалектната различност во јазиците, доколку не постојат географски граници и доколку во последните 100 години не постојат кодифицирани литературни јазици, нема резка граница. Значи јазикот од Едрене до Марибор нивелира. Така, Струмичкиот, Кумановскиот, Нишкиот, па нагоре, па Хрва, нивелира јазикот. Тоа е истиот корен, истиот од исто стебло е никнат јазикот. Но со текот на времето, секој од тие јазици си дефинира своји граматички, лексички, синтаксички разлики и си дефинира своја група на постоење. Како што сега веќе го гледаме за родишот на постоење на црногорски јазик. Нема вештачко или невештачко создавање на нации. Создавањето на нации е заедничка волја на мноштво луѓе. Нема нација во светот која што не се формира така. Од Франција па се навака. Извини што се смејам. Денеска трендо на Офнет му испратив, не знам да го објави. Ми стигна нешто ова за јазициве. Као интермецо, малце да те сецнам од камерноста. Влегов во Хрвативе. историја премно. Да, не, молим те ќе се вратиме. Молим те ќе се вратиме. Ова ми е богатство. Ја оваа емисија ќе ја репризирам и за 5 и за 10 години. Ретко кој се осмелил вака и детално да навлезе, ама Јас се обидувам и да ги ги кажам склопиш. работите како што се. Дозволи ми само за ова. Хрватите, за да одбегнат сега, нели, за собствена карактеристичност, со својот јазик, вадат ново за чевапчичи, наместо чевапчичи, мљевеница. И сега пуздар прават, мислам, коментари, знаеш, она, и троштина наша балканска мљевеница. Тука влијанието си е и културолошко, и религиско, вамо е православие, таму е католицизам, нели, историја. Ај молим те сега да те вратам во денешно време, па после
наврати ми се... Не, уствари мораво да го довршиме. Како тогаш се излегува од овој... Еве, кога не би имало влијание на странски сили, а очигледно дека американците дискретно се мешаат, малку да ја лабават Бугарија со тој Да, притисок. видливо е. Да, мислам дека и само има американците го прават тоа. Само они го Само прават. они, да бидеме искрени. Апсолутно. Да. Значи, Германија не мрдна со прст. Апсолутно не мрдна во овој... Така изгледа на вистина. Добро. Како може да се излезе од ова, а да ние заради собствената гордост, иако имаме и така натаму не ми е гајле, ја не би сакал цела Бугарија една да колабира, бидејќи, знаеш, вака кога ќе ми кажеш, нив им се руши целиот концепт. Ама што ми е гајле, до толку ќе се руши, А што па нив треба да им ја гајле за тоа дека тебе ти се руши концептот? Така. Така, затоа ти велам. Како се искача од ваков? Вед, ние Бидејќи сега имаме Прво, односи многу е на жално, сила. да. Они се појаки, они се во Европска многу е жално што Македонија прифати да потпише таков договор со Бугарија пред 3-4 години, кога беше тоа на 1 август 2017 година, ако не се лажам, Борисов со заем. Во тој договор има реченица дека заедничката историја и така натака. И во тој договор има реченица ќе се формира комисија за историски вакви такви прашања. И во тој договор нема обврска за Бугарија дека нема да го кочи пристапниот процес на Македонија спрема Европската унија. Најглупата работа. Ние тогаш Па тогаш зошто преговараме? Ние тогаш имавме една затворена седница на Комисијата за надворешна политика во Собрание. Беше ти? Да, бев. Не знам дали се уште е декласифицирана, се надевам дека наскоро ќе се декласифицира, за да може тоа што ќе ти го кажам сега да се покаже со записник. Од таа седница, од наша страна присуствувавме јас, поранешниот председател на Собранието Велјановски, двајца поранешни министри за надворешни работи Милошевски и Поповски и поранешниот премиер во техничката влада Димитриев. Од другата страна присуствуваше премиерот Заев, министерот за надворешни работи и уште некои нивни соработници, плюс пратеници од Социјалдемократскиот сојуз и од ДУИ. Ние сите овие работи, 5 точки беа проблематични во тој договор, многу отворено и многу директно им ги кажавме. Искуството што го носеа луѓето кои што беа дел од надворешната политика во време на ВМРО, им беше дадено на располагање визави позициите што секоја точка може да произведе. Потоа имаше неколку седници Собранието во кое што ние укажувавме дека формирањето на историска комисија со Бугарија нас ќе ни отвори Пандорина кутија и дека секое поглавие кон Европската унија ќе значи на првото Гоце Делчев да се откажеме, на второто Никола Карев, на третото Даме Груев, на четвртото Борис Сарафов, на петото и така натака и така. Така и испадна. И така испадна. Така испадна. Тука е направена катастрофална грешка, за која што не гледам начин како би се исправила освен со резка граница. Мора Кој ќе ја повлече? Тоа е значи- веќе значи прашање и резка на храброст. граница? Тоа е прашање. Дали тоа треба да Треба биде Македонија да ние, прогласи Македонија, дали тоа треба ние и Бугарија, или треба да имаме Вака, модерирање од проширувањето на Европската унија ќе биде одложено се додека Франција и Германија не ја балансираат моќта на одлучување внатре во Европската унија. Да не се лаже. Значи треба на луѓето да им кажеме како што е. Па пред некој ден рекоа дека нема ни да има проширување више. На така е оди. Но Франција на располагање соработка директна има со 2 до 3 држави. Белгија, Португалија, Шпанија за одредени прашања, Романија и толку. Германија на располагање внатре за процес на одлучување, на располагање, на добра соработка, има со балтичките држави, Полска, Чешка, Словачка, Унгарија, Австрија, Хрватска, Словенија, Бугарија. Дисбалансот на моќта внатре е сериозен во процесите на одлучување во Европската унија помеѓу двете најголеми држави во Европската унија. Германија е економски помоќна, но Франција е воено помоќна, нуклеарна сила е и единствена членка на Советот за безбедност, постојана од сите членки на Европската унија. Франција во последните 10 години се чувствува пониско ниво од Германија. Кога беше и Британија во Унијата, балансот Франција-Британија визави Германија беше баланс. Одењето на Британија од Европската Унија зголеми јазот помеѓу Германија и Франција. Новата доктрина на француската надворешна политика е дека мора да се направи тој баланс внатре. Француската надворешна политика нас
не гледа во пакетот на држави со кои што тие примарно би имале разбирање, туку повеќе не гледа дека ние И многу вулгарно и многу отворено ни го кажаа тоа. зошто да не? Тоа е нивен интерес. Зошто да не? Погледни низ нивни очи сега. Погледни низ француски очи. Јасно, јасно. Франција го гледа тоа. Ама не е само прашање Македонија, и Албанија е. Така, во пакет сме. И сега, Франција треба да дозволи уште 2 гласа да влезат во Европската унија, кои што по дефолт секогаш ќе одат на германска страна. Така. Сега, што вика Франција? Сака проширување, да не ја обвинуваме дека не сака, но дајте првин да се договориме дома. Или, во превод, донеси невеста, младо момче ти дома, ама чекај да се договориме дека мораш да почнеш да работиш. Србија да влезе. Бидејќи Тоа е Србија едната линија, традиционално, тоа е едната традиционално линија, тоа е добрите едната, односи со тоа е едната линија, Франција. но и начинот, оние циклични кругови на одлучување кои што ги предложи Макрон пред 2-3 години, во таа нели нова форма на проширување на Европската унија, значи дека за крупните прашања ќе одлучуваат неколку држави, за помалку важните плюс неколку држави, за уште помалку важните плюс неколку држави, за најважните работи ќе одлучуваме и ние. Ај застани тука, Значи, ние никогаш... па надоврзи се на ова. Само да ти ја Да, кажам. повели. Сега македонската надворешна политика го знае. Но го крие заради тоа што сака да го живее уште и да го користи евроентузијазмот и желбата на нашето население дека еден ден ќе станеме членка на Европска унија. И то преку добра пропаганда, иако имаме директни изјави кои не викаат нема проширување. Нема да game има over. проширување најмалку до моментот додека Франција и Германија не ги избалансираат своите односи внатре во Европската унија. Во тој веро. контекст, ако знаеме дека проширувањето ќе биде postponed, одложено, ние сме комотни да си ја покажеме и линијата спрема Бугарија. Кога јас би бил министер за надворешни работи, не сакам да бидам, но кога би бил, би предложил Македонија да се откаже од било какво понатамошно разговарање билатерално со Бугарија за овие прашања. Да, ама на Нема контекст. просталната турнеја на Меркел не ни застана тука кога беше за референдумот. Многу Дојде, лоша- многу лоша порака. Многу лоша Многу лоша порака, да. порака. Ај сега вака, 2-3 реченици, па сврзи ги во целиот контекст. Америка ненајавено се повлекува од Афганистан Добро. и веднаш почнаа шпекулации, дури и јас го почувствував тоа во емисијава моја, дали ќе има повлекување од Балканот, па се јавува албанци, не, па се јавува македонци, па сега ќе биде, па проруски, па ова, она, и така натаму. Се создаде една конфузија. Не викам дека американците ќе тргнат шепата од Македонија. Они не ја тргнале, што се вика, интерес имаше од почеток, од Лигата на народите, а камоли и сега. Но во меѓувреме почна еден голем проблем помеѓу Америка и Франција. Америка и Франција со нуклеарните подморници за Австралија и Тука за се контекстот е ова. малце поширок. Знам дека е станува поширок, збор за- бидејќи станува збор како за- не за- можам и да најдам зошто во суштина Британија излезе. Бидејќи британците се најлукавите копилиња на планетава. Нив Паметна нација. најпаметна. Паметна и борбена и силна нација. 20-30 години ќе повлечат потек пред било кому да му текне што се дешава. Види, треба да се почитува. Без разлика Што се случува? Во некои сегменти од историјата нас не ни одговарала британската политика на овој регион, во некои сегменти ни одговарала. Али се согласувам со тебе, гледај ги што прават. Така, ја го почитувам тоа. Кога човек се бори за себе, го почитувам тоа. Сега, види, станува очигледно збор, сега се надоврзуваат работите и малце појасни се. Станува збор за регрупирање на позициите на ниво на целиот свет. Ние малце тесно ги гледаме работите тука, Бугарија, Европа, Германија, Франција и тука ни завршува светогледот, што е разбирливо. Не треба да се лутим. Прво, повлекување на Америка од Косово според мене нема да има. Зошто? Повлекувањето си оди поред. Може да зборуваме за повлекување на Америка од Косово ако Америка се повлече од Украина. Не може да се повлече од Косово, а да остане во Украина. Ме разбирате? Вака, како ќе видите на мапата. Тоа нема да се случи. Според мен. Британија излегува од Европската унија, но Британија во исто време, многу побитно, не само во контекст на подморниците. Британија, Америка и Австралија склучуваат одреден тип на договори кои што значат стратешко партнерство помеѓу овие
три сили. Вклучувањето на Австралија, која што е британска, значи она е под кралицата, вклучувањето на Австралија во овој контекст прво дават една линија на англосаксонско засилување или обединување меѓу себе. И притисок врз Кина. Второ дава простор дека интересот на американската надворешна политика се сели во Тихиот океан. И тие поморски патишта и така. Од друга страна, моќта на британската империја во историјата и денеска се базира на контрола на светските мориња. Така, Гибралтар е британски, Малта е под британско влијание, на Кипар има британски бази, Суетскиот канал е под контрола на британците. Атлантикот, Значи, зборам клучните острови. Клучните патеки по поморскиот тек на светската трговија. Не за џабе водеа војна со Аргентина за едно островче, Од друга парче страна, камен. Од друга страна, начинот на кој што Русија и Кина соработуваат исто така создава многу прашања. Тие покрај економски почна и воено да соработуваат, размена на технологии. Во Кина се прави оружје по прототипи од Русија. Кина почнува да прави овие носачиве на авиони. Кина гради острови вештачки, така, за да може територијалните води да се ги прошири. И сега имате на светско ниво регрупирање, кое што не го гледаме ние за жал, Америка, Австралија и Велика Британија, кои што се исклучително моќни држави, Кина и Русија исклучително моќни држави. Европската Унија очигледно не се снаоѓа во тој контекст. Има премногу трзи, премногу е ширенолик. Моите очекувања се дека проблемите на Европската Унија допрва доаѓаат. Не посакувам, не сакам, но допрва доаѓаат во контекст на глобалните текови. Заради тоа што Како ќе ги гледаме, како економски, ќе ги гледаме како економски или како политичка нестабилност? Прво, премногу е шарена Европската Унија, начинот на одлучување внатре во Европската Унија е премногу дифузен, многу е полицентричен, а секоја од државите си ги има задржано правата на одлучување за својата собствена надворешна политика. Така? Да те парафразирам, Значи, на како Америка не и Југославија... требаат сите 27 членки, на Русија не и требаат сите 27 членки, по една им е доволно да имаат влијание за да можат да влијаат на целокупната политика на Европската Унија. Ти ме збориш како, да те парафразирам, не ги рема ако е така, како Југославија пред распадот. Кога беше премногу мислам дека бирократизиран центарот, а републиките со големи права и секоја се влечеше под посебно. Која Не би под го Франција, рекол која тоа, под не би го Русија, рекол тоа, која мислам под дека Германија. идејата за некаква форма на обединета Европа е позитивна, не е негативна, заради тоа што па сите нестабилности во светот потекнуваат од тука, да бидем искрени. Нема светска нестабилност која што настанала во Африка или во Јужна Америка. Светските нестабилности се од тука. Добар е концептот да има некаква форма на обединета Европа, не од федеративен аспект или не од аспект на нарушување на суверенитетот, идентитетот на нациите на европско тло, пошто и тоа би било штета, но од аспект на некакво политичко соработување, апсолутно. И ја сум проевропски ориентиран. Но, во исто време, сакам реално да ги гледам работите. Во тој контекст, пак да дојдеме до нашата надворешна политика. Само ова би да го и ја би сакал да го заокружам. Мислам дека Најджел Фараш најотворено им ја кажуваше, ама бидејќи кој го сваќа Најджел Фараш за сериозно. Дека додека не се врати на основата, бидејќи основата на Европската Унија се изгуби. Она се исполитизира и избирократизира превише под влијание на Сорос, на либералната демократија и така натаму. Стана нивна испостава. А Европската Унија е во ствари во суштина, ако ги читаш постулатот зошто е направена, таа треба да биде слободен проток на луѓе и стока. Услуги, Значи, капитал. а што е сега? Тоа е централизирана функција на Сорос, либералниот и така натаму. Наместо тие. И мислам дека Јас имам дефинирано извини, политички, повеќе. општествени позиции, ставови, гледање и така натака и како мислам дека е добро за одредени прашања, сум подесно за одредени прашања, сум покон центарот можеби, но сум доволно спремен да прифатам секое туѓо различно мислење. И да го
Сватам тоа во контекст на потреба од градење на некаков консензус, било да е тоа државен, било да е тоа во контекст на Европската унија. Треба да се прават баланси. Јас и ти за многу прашања се разликувам. Апсолутно. За многу прашања ќе се согласим. Секак. Но не треба да ги вадиме ножевите на тие прашања на кои што нема да се согласиме. Па две светски Контекстот- војни те демантираат. Контекстот на барање на решенија низ процес на некаков континуиран диалог не е лош за европско тло. Пак да се вратиме на приказката дека сите светски нестабилности од тука потекнуваат. Те ги спомна и Прва светска војна, и Втора светска војна, и распределба на влијание, и колонии по Европа, по Африка, по ваму, по таму секаде, од тука потекна. Пак ќе кажам, контекстот и потребата на постоење на Европската унија за мене е разбирлив и прифатлив. И така треба да биде. И не треба да бидеме евроскептици. Но треба да се бориме за своите интереси и своите права и да гледаме и да сватиме. Она што ние го имаме проблем како општество, Јанко, е мислиме дека францускиот амбасадор во Македонија треба да ги брани македонските интереси. Или дека германскиот амбасадор во Македонија треба да ги брани македонските интереси. Не, нема да ги брани никогаш, зашто францускиот амбасадор е амбасадор на Франција. Добива плата, е француски државјанин, французин по националност и тука е да ги брани француските интереси, германскиот германските, британскиот британските, рускиот руските, така? Ние се поставуваме во контекст дека не, ние нема да си ги браниме нашите права, другите амбасади. Сега на некој му е посимпатичен британскиот, на некој американскиот, на трет рускиот, на четврт кинескиот, на пети не знам кој. И влегуваме, ја ги следам и овие контактни емисии и така. Сега ние влегуваме во расправа кои се подобри спрема македонците, дали русите, дали американците, дали германците, дали французите, дали британците. Непотребна дискусија. Непотребна дискусија. Тие биле добри спрема нас во историски контекст кој што се поклопувал со нивниот интерес. И едните, и другите, и третите, и четвртите, и петите. Но и во тој контекст ние не треба да се поставуваме дека некоја од големите сили, заради не знам какви емоции и ваква таква, ние треба да ја преферираме или да не ја преферираме. Не треба да бидеме рационални во надворешната политика. Треба да поставиме нашиот интерес, да го видиме, да имаме визија, да имаме цел што сакаме да постигне и во тој контекст да соработуваме адекватно со едните примарно, со другите секундарно, терцијално, си го распоредиме и никој нема да ви се лути во тој контекст, заради тоа што тоа е контекст по кој што функционира светот. Нема вечни пријатели и непријатели, има вечни интереси. Ако Македонија има интерес да стане модерна држава, да стане економски развиена, интегрирана, да може нашите млади луѓе да одат во Ротердам да студираат или да студираат во Грац или во Виена или да разменуваме економија, ноу-хау, знаење, да имаме фабрики тука, да се учиме, да имаме подобро образование. Океј, тоа ни е ставот, таму ни е еднината, тоа ни е ставот. Дај да се поставиме така. И да ги разбереме контекстите дека и нашето зачленување во Европската унија не може да се случи доколку и Европската унија нема интерес кај нас. Нашето зачленување во НАТО не можеше да се случи доколку и НАТО немаше интерес кај нас. Значи нема ништо да ти се случи бесплатно. Интересот на НАТО, интересот на Европа и на НАТО овдека е само една работа да не се дозволи руско влијание и што он видат дека кинеско, турско, руско-кинеско, турско. Турција не ја спомнавме исто станува регионален играч сериозен. Дека нема таква игра овде. Нели сам кажуваш дека Русија никогаш немала интерес овдека во Македонија. Македонија независна држава и така натаму и така натаму. Односот на Додека Русија... американците од почетокот на 20 век со Лигата на народите покажуваат инсистирање интереси према македонската приказна. Но ако е интерес, тоа е единствено интерес да се спречи руското влијание. Сега мене ми е интересно. По сите анализи, Русија нити ја сака, нити е заинтересирана, нити ја поддржува оваа територија, а овие од друга страна па ја бранат од Русија. А реално па нема таква нешто. Што се случува тогаш? Кој е американскиот интерес? Игранка во која што ја и ти треба да се скараме. Односно, јас и ти кога зборам слоновите како се население. тепат, страдат, треба. Јас најмногу што одбегнувам и јавно да зборам, поради тоа што имал дел од луѓе и емотивно кои што ги сваќаат овие работи. Но и приватно, Јанко, јас се обидувам да им објаснам на луѓето дека односот на било која од големите светски сили спрема Македонија, спрема Бугарија, спрема Србија, спрема Хрватска, спрема Грција е позитивен кога и тие имаат интерес. Е негативен кога и тие имаат интерес. Значи нема емоции во тие односи. Нема вечни пријатели, нема вечни непријатели.
кога требало да се избалансира некаков интерес на Британија визави Отоманската империја, заради тоа што Отоманската империја почнува да соработува со Германија, почнува да градат пруга од Берлин до Багдад, така? Тогаш Британија со своите служби се замешува на Балканот и прави гужва. Зошто? Заради тоа што на Британија не ја одговара да има копнена патека од Берлин до Багдад. Мора да има морска патека единствено. Зошто? Заради тоа што на Британија ја одговара таа да ги контролира светските текови. Ако на Британија во тој контекст и треба постоење на одредена држава, ќе помогне. Ама врз база на својот интерес. И тоа е легитимно и ние не смееме да се лутиме, тие се големи империи кои што се базираат по тој концепт. Оне што ние треба да правиме е да го имаме знаењето и искуството на таквите односи во светот во последните 200 години. Што очекуваш дека ќе се случи и што треба да направиме тогаш? Прво што треба да направиме, надворешната политика треба да ја водат луѓе што ја разбираат. Ние во моментот надворешната политика ни ја водат луѓе кои што не разбираат. Не разбираат како функционира светот, го гледаат контекстот на убави приеми, на хали, на убави сали конференциски и така натаму, но не го сваќаат контекстот. Прва работа, втора работа. Се створи некаква фобија и непријатност кога воопшто некој зборува за историја. Не сваќајќи дека историјата не е наука за минатото. Историјата е наука за иднината. Минатото е само методолошка алатка. Разбирате? Да објасни се? Значи, проучувањето на историјата е методолошка алатка за да можеш колку толку да го сватиш контекстот на иднината. Или, народски кажано, Кој не ја разбира историјата, кругот се врти. ќе му се повтори. History repeating. Имаш и една песна така. Од тој контекст треба да го сватиме. Кога разговараме за Бугарија, треба да ги сватиме бугарските позиции. Мене не ми се допаѓаат емотивните испади, вакви биле татари, биле такви, биле... Не, во Бугарија денеска живеат 2 милиони луѓе како јас и ти. Може би и од селата на нашите предци по потекло. Сигурно, не може би, сигурно. Да, има еден силен Не треба македонски Океј. национализам Тоа е- кој смрди на фашизам, на не, негирање све оправдлив друго од и аспект на расно тоа. и религиски. И Јас мене го не ми се разбирам, допаѓа, го разбирам, само со тоа што од аспект оправдано дека е си го бранам реакција. својот. Е реакција. Тоа е да. Акција, реакција. Акција, Од тој аспект. Инаку не би требало. Ние како народ никогаш сме немале, никогаш не сме нападнале. Така? Секогаш сме се бранели. Нема логика ние да сме така раскарани како и мене ми е логично зошто не гледам зошто ние не би биле блиски со нив како што сме со србите. Пошто со србите, иако реално имаме големи историски, ние успеавме да го надминеме, како што една Германија и Франција денеска, не знаеш дали е Цитроен во Германија Има големи или во погроми, Франција. има големи погроми кои што се правени обострано. Ние Не, ги спомна тие, ама велам, не сме спомнале дека имало и наш терор спрема српско население во Јужна Србија, например. тоа не се узна. Па не знаеме, не го учиме. Исто како што не го учиме Тиквешкото востание, пак и што има голем погром на македонско население. Сакам да Не кажам го учиме во контекст на тоа дека низ Југославија се создавало атмосфера на гладење на тие односи. Се тргале на страна тие проблеми. Па не е така исто и во Европската Види, унија. ама има еден контекст. Што стана во рамките на Европската Говорете. унија после две светски војни, Франција и Германија вака да ги видиш Ај вака мазно да Ај вака делува. да се обиде. Значи, денеска во светот постојат многу повеќе луѓе кои што за себе кажуваат дека се македонци, а се различен тип на македонци од мене и од тебе. Значи, ајде вака. Јас сум бил 2 пати во Мелбурн. За Мелбурн велиме дека е еден од најголемите македонски градови, така? Веројатно втор по големина после Скопје. Зошто? Заради тоа што бројот на македонци кои што живеат таму е сигурно околу 100.000. Може би не е 100.000, но така таму ни кажуваат луѓето. Е сега, во Солон има една заедница македонска, која што идентитетски е еднаква на мене и на тебе. Црковно, јазично, фолклорно, културолошки и така натака. И таа е македонската заедница во Мелбурн. Има грчка заедница во Мелбурн, која што е поголема од нашата. Која што си е грчка. Но има и една меѓузаедница
наши во Мелбурн ги викаат нив пушкари, не знам зошто, која што е поголема од македонската заедница или бар еднаква по големина, кои што дома зборуваат на македонски, ама одат у грчки цркви. Не одат во македонски цркви. Во Чикаго и во Детройт имаме голема заедница кои што дома зборат македонски, ама одат во српски цркви. Во Индијана има голема заедница кои што дома зборат на македонски, ама одат во бугарски цркви. Се, а потекнуваат од Македонија. И велат дека се македонци. Но контекстот во Бугарија, тој што кажува македонец, повлекува идентитетски еквивалент со бугарската нација. Во Грција тој што ќе каже македонец подвлекува идентитетски еквивалент со грчката. Во Македонија еквивалентот е Македонија. Македонско, македонец. Но и овие се македонци, и овие се македонци. Сега, македонците кои што останале во Пиринска Македонија и во Бугарија се поблиски со бугарите. Македонците кои што останале во Грција се поблиски со грците, иако јазикот бил различен. Македонците кои што останале во Кралска Југославија изградиле поблизок однос со србите. Така? Добро. Што само по себе па е аргумент на влијанието на пропагандите. Или, да бидеме попластични, во Грција да, има одредени места, градови, помали градчиња, села, големи села, во кои што идентитетскиот еквивалент е еднаков на мојот и на твојот. Кога кажуваат македонец, го подразбират истото што јас и ти го подразбирам. Ама има и големи градови како Кожани, како Верија, како Гревена или Гребен по наш јазик, кои што да кажуваат дека се македонци, ама не се еквивалент на мене и на тебе. Кога кажуваат македонци, се поистоветуваат со хеленската приказна. И од тој аспект, македонската, да речем, тежина во концептот на сваќање на работите е многу поширока од тоа што ние го имаме како идентитетски граници. Нашите идентитетски граници како македонци се македонци од Република Македонија, припадници на Македонската православна црква или во најмала рака христијани. Што правиме со 100.000 македонци во Македонија кои што се муслимани? Имаат почист јазик од нас, имаат поубав фолклор македонски. А кренавме раце од нив. Така. Кренавме раце од нашите малцинства. Се откажавме така. од све. Значи, што тогаш ќе браниме? Почист јазик има. Ние... Зошто? Заради тоа што биле помалку оптеретени со пропагандите бугарски, грчки и српски, а биле во контекст на одбранети од Оманската империја, заради тоа што биле припадници на исламската вероисповест. Бившиот албански функционер излезе сега пред некој ден и рече дека на овој попис веќе преку 50% албанци има во Македонија и создавање на трета албанска држава. Ние со пописот имавме големи проблеми. Ние влеговме во заедница некако македонец да се попишеме како народ. Дојдоа кај тебе да те попишат? Дошле, моите родители ме попишаа, не бев во моментот. Добро. Да. Задоволен си ти од прашањата кои беа поставени? Не ги знам да кажам. Искрено ви кажав, родителите мои ме попишале. Видете сега. Да објаснам околу во контекст на целава работа и ова навистина дури вулгарно беше, колку беше пренападно форсирано со овој попис дека па дури и она бајаст и така натаму, дури без пардон, она се кажуваше дека ќе биде онака како што е договорено да биде, а не дека ќе биде реален. Такво чувство ние имаме, такво чувство има народот. Да, гледам дека е такво генерално. Генералното чувство. Не дека имам против, кај мене па не дојдоа. Ја у строг центар живеам. Не дојдоа. И други пријатели ми го гледам и сега ја покренав некоја лавина и испадна многу луѓе по социјални мрежи. Да, многу. И сега човек стварно да се запраша. Но во целава игранка, знаеш што е? Пописот се клати. Овие идентитетскиве прашања висат како дамоклов меч. Европа вика нема проширување. Меркел ти вика двојка, не те ни погледно е на испраќање, си иде у терана, нашиве трчат, не ги погледнува. Гости на туѓа свадба. Баш, гости на туѓа свадба. И оние дека
И онаа пропаганда нас не бива, нема да го биде и така натаму и се засилува, како и сите оние приказни за некаква нова поделба на оваа територија, на оваа држава спрема Албанија, спрема Бугарија, као да од балканските војни не научиме дека поделби овдека на Македонија без Србија и Грција не може да има, а кога се четворица, тогаш нема договор има. Не. Што? Што е играката? Види вака сега. Значи, меѓудржавни договори помеѓу Србија, Бугарија и Грција за територијата на Македонија постојат. Постојат. Букурешкиот и сите договори после тоа. Тие се со потпис од тие држави и се валидни договори. И се почитуваат меѓу себе. Па видите, Бугарија колку, и јас и неколку пати пишував, Бугарија колку е поклоник на грчката политика спрема Македонија. Да. Одработува. Да. Одработува. Зошто? Контекстот е тој. Они си ги имаат дефинирано своите дилеми околу територијата на регионот Македонија. Значи, само си чекаат која ќе биде види. погоден момент да се реализира тоа. Бугарија си има резка граница со Грција во однос на македонската територија. Значи, Си ги имаат приказната дефинирано односите меѓу дека себе. со балканските војни, дека сето тоа неки имаат разбирање, ти напротив вика и тоа како ќе се Не, јас разберат за мислам да го дека подела тоа. Бугарија и Грција си имаат прилично добро разбирање визави Македонија. И мислам дека таа е синхронизирана надворешна политика. На моменти кога ќе попушти Атина, стегнува Софија. На Но моменти кога ќе стегне Софија, Албанија е многу види, агресивна во последните. тоа е веќе нов играч. Е сега види, кога бугарите ни го дадоа ветото, сега не знам дали последното или предпоследното, следниот ден имаше пресконференција на Грчкото Министерство за надворешни работи со обвинување дека македонската страна не го почитува Преспанскиот договор, односно не го спроведува. Зошто Грција би го правила баш тоа во тој термин? Или никој во Македонија не ја прочита? Имаше и такво од Грчкото министерство кога министерот нивни изрази рече дека бугарите претеруваат со нивните барања и така натаму и така. А секогаш на 2 дена пред одржување на таков самит, грчкиот амбасадор во Софија нагости во бугарското министерство за надворешни работи. Да не се лажем. Значи, како да ви кажам, според мене, бугарската и грчката политика спрема Македонија и македонското прашање синхронизира. Нити на едните, нити на другите им одговара постоење на македонски национален етнокултурен засебен идентитет. Сметаш дека оваа власт е веќе подготвена и на тие, затоа што нели под притисок кога дојдовме да го признаеме. Зошто ми го поставаш тоа прашање? Преспански договор член 7. Апсолвирано прашање. Не, рекоа дека нема да прифатат нема ова да со Бугарија, дека македонскиот јазик е бугарски јазик. Црвената линија, нели? Видете, ние со Преспанскиот договор, ја тој член 7 100 пати сум го зборил на секој настап на телевизија, мислам дека јавноста недоволно посветила внимание на тој член 7. Тој за мене е најголемиот проблем во целиот Преспански договор, покрај сите други проблеми во Преспанскиот договор. Во членот 7 вика кога ти ќе кажеш македонец, под тоа се разбира словенското потекло од територијата на тој предел од тој и тој период. Кога тој во Грција ќе каже македонец, се подразбира не само кој ќе каже, туку и културата, географијата, фолклорот и така натаму. Кога ќе каже македонец или македонско како епитет на некој од овие именки, тогаш се подразбира дека тоа е хеленско. Сега, не постои друг пример во светот кога се дефинира помеѓу две држави идентитетско чувство на поединци, на единки. Значи, јас кога велам македонец тука, веќе постои договор помеѓу мојата држава и грчката држава што подразбира терминот македонец. Разбирате? Те разбирам. Значи, ние денеска според Преспански договор... Мислам дека македонскиот народ нешто не разбира, не ќе да разбира и повеќе ќе поверува. Затоа и гледаме... Океј, види, Јанко, на крај на криштото, види, Ворете, изгубивте Колку пати? како ВМРО, Колку пати? си гласа народот за оваа тоа власт. сакам да така кажам. окей. Не е дали гласа или не гласа. На крај на криштото, колку Ги прифаќа овие политики. Јанко, колку пати во животот си водел туѓи војни? Така. Ме разбирате? Така е. Значи, тоа што Така е. Сум треба водел. да се така. Сум Тоа водел. што ме разбирате што сакам да ви кажам. Сум водел, Значи, у принцип, признамо. тоа што е закажување треба да се каже. Треба луѓето да ги имаат информациите. А како ќе ги приоритизираат, они одлучуваат. Но дури еве и кај нив,
оваа власт, ја во овој момент, не знам, може би ти ќе ме анализираш дали е во слободен пад, затоа што оваа еднопартиска дисбалансираност многу лошо се одразува меѓу народот и сите очекуваат сега да се променат малку односите и малку да се релаксира општеството, бидејќи многу ќе значи ако ВМРО ДПМН победи во 20-25 општини, Ќе победи. и тоа ќе дојде малце до една релаксација на еден локален башибозук, шерифи и така натаму, тоа е за нас, народот лично овакво. Од друга страна, излегува Бранко Црвенковски, прво беше кога рече го замрзнувам членството, ова е too much. За изјавата на Заев, за сето тоа. За интервјуто. Бидејќи ти да излезеше Груевски да го каже или Љупчо Георгиевски, не сте валидни. Но кога искача Бранко Црвенковски, на страна што е веќе... Тој новинар, знаете дека тука роден во Скопје, дека е по потекло од Кавадарци. Љупчо Нешков. Не знам за него. Новинарот со кој што правеше интервју Заев од БГНС. А така. Добро. Не навлегов во тоа. А сега Бранко Црвенковски повторно искача во клучен момент кога е во Ману беше за време и на кампањава за локални избори и на пописот, вика, дали сте нормални? На некој начин, па еве да ти кажам, и блиски ви се ставовите, и на тебе и на Бранко. Нити НАТО ќе те брани, нити Европа ќе те храни. Мислам, многу примитивно, извини, ако се чувствуваш напредек. Не се чувствува, Ја како многу млад човек поминав... Но сакам да кажам дека пак во суштина, сите поминавме за Бранко, глумење сега дека ми е праведник и така натаму. Но тој е нивни човек од нивната матрица. Значи низ транзицијата ни поминаа родителите. Мислам, како да ви кажам, и тоа беше прилично... Моите се мртви од таа транзиција. Ја имам 20 годишнина од тоа. Јас сум урлал ко хистеричен на телевизија кога снап ми се направи. Не сакам да го бранам ја Бранко Црвенковски. На страна излегол нивни бивши председател кој вика забегавте. Не, вака Јанко. Ајде да се обидам па да бидам рационален и практичен. Ја неќам. Да, те гледам. Значи, македонскиот парламент 2008 година носи една резолуција. Резолуција значи дека има обврзно дејство. Едногласно ја носи, мислам дека имаше еден глас воздржан. Знам и кој беше? Не за НАТО. Туку по однос на дефинирање националните позиции визави проблемот со Грција. И во таа резолуција, 2008 година, во таа резолуција гласаат и пратеници на СДС. Сите. Со еден глас и албанските пратеници гласаат за истата резолуција. Во таа резолуција се дефинирани македонските национални позиции. Значи, нема промена на устав, нема промена на уставно име, нема прифаќање да се откажеме од македонското малцинство во соседството и нема прифаќање на било какви разговори за идентитетски прашања. И таа резолуција е официјална македонска позиција. По таа политика и до тогаш и после тоа се држеле сите македонски председатели и влади. Сите. На почетокот на емисијата и така почнав. Не бил Глигоров поглуп од Заев. Не бил Борис Трајковски поглуп од Никола Димитров. Не бил Бранко Црвенковски поглуп од Бујар Османи. Не бил Ѓорги Иванов поглуп од Артан Грубин. Нити па премиерите. Хари Костов, Бучковски, Црвенковски, Ѓоргиевски и така натака и така натака. Значи, во целиот контекст, македонската држава, без разлика на флуктуации, разговори, преговори, ги памтите разговорите на Ѓоргиевски со Симитис, на Груевски со Папандреу. Значи, цело време имало на Бучковски со Папандреу, нели доаѓаше во Скопје Папандреу еден период тука, пред промената на власта 2006 година. Секогаш македонската надворешна политика држела позиции дека нема промена на уставот и уставното име, нема откажување од македонското малцинство и нема разговори за идентитетските прашања. Се до момент додека не дојде оваа влада. Да, ама ти рече, оваа влада е дојдена затоа што... Затоа што е претходно постигнат договор. Јас така мислам. Еве не тврдам. Јас така мислам. И сега, каде е оваа влада? Што ќе биде? Оваа влада ќе биде меморирана како најлоша влада
од една временска дистанца, од сите возможни аспекти, социјални, образовни, национални, државни, меѓународни позиционирања на државата и ќе долги години, 10-20 години, ние ќе влечеме последици од овој хаос кој што се случи визави Сметаш ли дека, македонската дека во контакти со луѓе со базата и така натаму, дека луѓето вака веќе малце им се отворија очите, дека е веќе дојдено за време за промена. Бидејќи страшна пропаганда беше неверојатна, значи унисона анти-ВМРО, ДПМН. Јанко, и моето СОК. мислење е дека политичката елита во Македонија во овие 30 години не е доволно созреана за обврските и задачите кои што ги имала или кои што ги има во моментот. Тоа го кажувам бидувајќи дел од сето си тоа. бил у процесот. И според мене најдобро е што е можно почесто промена на власт. Као Италија. Што е можно почесто промена на власт. Зошто? Заради тоа што секој кој што е на позиција 1, 2, 3 години се обидува многу повеќе и да сработи и тоа да биде попристојно, покомодно, но секој кој што Сега генерализирањето е нели Не, многу те лоша разбирам, работа. добро е, не се... Имало и многу одлична добри ти е примери, тезата. имало и многу лоши примери. Не сакам да именувам, пошто е личен вкус или лично прашање. Но секој останување на иста позиција долги години, вклучително и на мене. И јас бев долго пратен во собрание, иако тоа не е моќна позиција, немаше никаква извршна моќ, но секој останување на иста позиција долго време или иста партија на власт долго време прави поголеми деформитети како одминува времето. Ова е Првиот многу ден. европски, британски стил, што го говориш. Првиот ден кога СДСМ Драго ми дојде е на што си власт, таков. беше попоштена, попристојна партија од колку денеска. А утре дупло полошо ќе биде од денеска. Задутре ќе биде дупло полошо од утре. Ме разбирате? Да. Тоа Така е да. тезата дека Јас мислам- секоја апсолутна власт има И апсолутно тенденција расипува апсолутно се. корумпира. Локалната самоуправа е под СДС, централната власт е под СДС, судската власт е под СДС, да не се лажеме. И се Председателот на чувствуваат државата, се моќни. председателот на државата Да прават што СДСМ сакаат. и апсолутно нема никаков она. Еве да се вратиме у британскиот контекст, check and balance. Парламентот гласа, како ќе каже, парламент и не ни постои. Претходно бар постоеше, сега не постои парламент. Овие 2-3 години парламент не постои. 4 години. Нема парламент државата. Тоа е фикција што го гледате на телевизија. Имаме нотаријат. Доаѓа, се печатира, се пушта. Нема ни седници, нема ни дебати. Умртвен. Медиумите не пренесуваат ништо и од тоа малку што се случува таму. Во тој контекст мислам дека ние треба да пробудиме таква мисла во општеството, дека не смее заглавување на апсолутна власт и на власт која што ќе трае долго. Зошто? Заради тоа што имаме 30 годишно искуство кое што ни кажува колку подолго една политичка структура останува на власт, толку полоша станува. Менувај, ако е добар градоначалникот, изгласај го. Ако е добар пратеникот, изгласај го. Но, ако гледаш дека нема шо да се мислиш. Нема Какво сега, е твоето мислење за нема понудата сега- на ВМРО сега нема на сега, локални ниво? ќе искоментирам. Нема сега да се мислам јас дали Јанко може би е исто како Илија. Не, Илија бил досега, нема резултати, да е Јанко. Зошто? Видовме Илија што направи, тоа може, не може повеќе. Дали чини, дали не чини, тоа е. Дај друг да пробам. Дај друго дете. Па, види, не од аспект дека не треба искуство, треба искуство. И треба државата да го почитува Треба искуството некој да игра политичко. Меси. Така, окей. Ја го разбирам тоа и мислам дека така треба да Меси, е. Пандев, Треба да има- Ибрахимовиќ. Така, И значи, куп деца да трчаат од околу. сега, Затоа сметам дека ти тоа треба да си у парламент со еден куп копилјана таму, кои ќе дигаат джева и кои тактички ќе ги усмеруваш. Фудбалски речено. во контекст на последното прашање, за понудата на ВМРО да помане, да избегнам да коментирам. Има добри пратеници ВМРО да помане во овој состав. Но начинот на кој што власта го менаџира е тој. Закочено. Понудата за локалниве избори. Понудата за локалните избори имате, ајде да ги анализираме и едната и другата страна. Океј? ВМРО ДПМН оди со практично нова постава. Како На Шилегов? локално ниво. ВМРО, се извинувам, ја реков Шилегов се да со само. Со Шилегов има сменето неколку партии, ама во ВМРО не бил. Не бил. Не, во ВМРО не бил. Бил таму со Ѓорги Маријановиќ, па такви. Но не се. ВМРО ДПМН и со помлади кандидати генерално, Така. 35-45.
Тоа е тој добро. размах. И мислам дека треба да се даде шанса на една таква генерација која што е поенергична, помлада. Има дел од нив кои што неколку се пратеници, имаат искуство, има дел кои што работеле во локалната самоуправа, има неколку бизнисмени, доктори, неколку нормално, нели докторите се најреспектирани во средините свој. Но станува збор за генерално еден размах од 35 до 45 години, нова енергија, луѓе кои што допрва сакаат да се докажуваат и покажуваат. Во СДСМ имате два типа на кандидати. Имате сегашни актуелни градоначалници и има во одредени општини замена на играчи. Но овие што се сегашни, има едноставно прашање што треба да се постави. Дали граѓаните на Кисела Вода се задоволни од градоначалникот на Кисела Вода? Да или не? Ако е не, нема што да размислуваш сега дали ова е не. Менуј. Ако граѓаните се задоволни од градоначалникот на Гази Баба, кој што е повторно кандидат, нека го гласаат, ама ако се незадоволни, нема што да мислат. Менуј. Има втор тип на општини, каде што СДСМ направи ротација, како Струмица, како Куманово, како Центар во Скопје, каде што па причините на замена се сосема други. Јас го познавам Максим во Куманово, го познавам и Костадин Костадинов, го познавам и Коста Јаневски, досегашниот градоначалник. Коста Јаневски, струмичани кажуваат дека не ги почитувал партиските одлуки во смисла на вработување, во смисла на бизниси, во Струмица дозволи и такви натака. Максим исто така покажа одбивност за одредени политики на социјалдемократскиот сојуз и тука има замена. Ама не е за замената ради квалитет, пошто на анкетите и во Струмица и во Куманово, досегашните градоначалници се неколкократно попопуларни од новите кандидати на СДСМ. И Максим визави Оливер Илиевски во Куманово, и Коста Јаневски визави Костадинов. Двајцата ги знам, коректни биле спрема мене и така натака. Немам ништо лично, но ја го анализирам целиот контекст. Но сепак се дел, нели, од целокупна една владеачка структура. Од тој аспект има уште еден друг процес. Другиот процес е дека опозицијата успеа да се окрупни во пред овие избори, што не го видовме на парламентарните избори. Што се приклучи уште 2-3 политички партии на тој опозиционен коалиционен фронт околу ВМРО-ДПМН, а не замина ниту една. Плюс се воспостави договор за соработка помеѓу коалицијата на ВМРО-ДПМН и Алијансата и Алтернативата како опозициони партии на албанците во Македонија. Друга страна, имаме контекст кога коалицијата на СДСМ од 25 партии веќе се намали на 19. Значи, ЛДП, која што секогаш ја броеја како втора поголемина партија во коалицијата, заедно со ДОМ, која што ја броеја како четврта, ЛДП, НСДП, па ДОМ доаѓаше во тој контекст, тие направија своја коалиција. На многу места имаат независни кандидати кои што произлегуваат од тој пакет. Демократската партија на турците, која што на парламентарни избори настапи заедно во таа коалиција во 30 на општини оди самостојно. БЕСА, која што заедно настапи во таа коалиција, оди самостојно. Дополнително овие проблеми што ги имаат со Дебарца, со Куманово и така натака. Моите очекувања се дека без да навлеземе да ги анализираме квалитетите на програмите и кандидатите, дека ние веќе имаме создавање на една политичка диспропорција во полза на опозицијата. И моите очекувања се апсолутни дека бројот на гласови во апсолутна бројка кои што ќе ги освои опозиционата коалиција ќе бидат поголеми од тоа што ќе го освои власта. Локалните избори имаат друга аритметика на ефектуирање од парламентарните избори. На парламентарните избори пропорционален. Ти 3/5, ја 2/5, тоа е тоа. На локалните избори може да се случи, хипотетичко, возможно сценарij. Може да се случи ВМРО-ДПМН да тепа со огромна разлика во Гази Баба, а СДСМ да тепа со мала разлика во Центар. Теоретски зборува. Тие гласови не се ставаат на пакет. Кога би се ставиле двете општини на пакет, па ВМРО води, така? Но во контекст на сепаратни единици испаѓа 1-1, а не е 1-1. Сега има и мали општини со 4-5 илјади гласачи, знам, Росоман, Градско, Конче, Зрновци и така натака, но има и општини од типот на Аеродром и Куманово кои што имат тешат по 100.000 гласови.
Или Велес кој што тежи 50.000 гласа, Прилеп тежи 70.000, Битола тежи 80.000 гласа. И сега, во тој контекст прво, сигурен сум дека опозицијата ќе има повеќе гласови од власта. Но исто така сум сигурен дека во огромен дел од урбаните големи центри во Македонија ВМРО-ДПМН, односно таа опозициона коалиција ќе однесе победата заради две работи. Прво, кандидатите на опозицијата не се оптеретени, се нова свежа крв во контекст и на претходните разговори. Второ, ги гледам програмите, баш денеска ги добив и програмата на Шилегов и програмата на Данела Арсовска. Сега, една програма е на 76 страни, другава програма е на 8 страни. Во една програма ги има сите сегменти на Скопје, до не знам места што ја не ги знам како скопјанец. Не сум бил во Волково, не сум бил во Љубанци, не сум бил во Драчево, сум бил 2-3 пати, ама не ги знам како живее градот во таков Ги видов баш денеска помина во двата штаба со велосипед, ги земав и од Кајшилегов и од... Кајшилегов гледам програма 8 страни, од кои на 2 страни е Заев, на 2 страни е Шилегов, 3 страни за проекти и 1 страна за советничката листа. Сега во тој квалитативен однос се гледа и односот на двајцата кандидати, колку те респектирам тебе како жител на, не знам, Триангла. Ај сега застани тука. Ја спомна Ако Данела. во програмата на кандидатот за Скопје не се спомнува маđари, например, зашто луѓе од маđари треба да се почувствуваат должни да го гласаат? Кога тој не ги проектирал во својата Вака, глава. најголемата битка ќе биде Скопје. Така. Тоа е, иако што се вика као општина ништо не значи, но психолошки многу ќе значи. Дали Шилегов го видовме, многу е арогантен, многу е Јас го знам и како убеден. колега пратеник. Дозволи ми само, те молам уште, Да, затоа се што побитно ми е за Шилегов имаме елабориран ние на сите. Но она што е големото изненадување е ВМРО излезе со кандидат кој не е од партијата, не е од членство, не е од комитетот, не е долгогодишен, туку излезе со еден убав, пријатен лик, која Данела ја знаеме како раководител Стопанските комори и така натаму, професионалец, и сега ја гледаме во кампања. Прво, визуелно, она руши све пред себе. Второ, програмата сега, откако визуелно ќе се вратиме, ќе затрепкаме, треба да видиме и програмата. Голема машинерија, бев многу скептичен како ова ќе биде примено, дали ова ќе биде новиот Трифун Костовски или ќе се случи или ќе биде новиот Коце Трајановски. Затоа што во општата меморија Коце е апсолутно позитивен лик кај Скопјани. И сега ми интересира едно твое гледање за Данела, која малце ги изненади Скопјани ВМРО-ДПМН со тоа што ја кандидираше Данела. Какво е твоето мислење? Еве, визави и дали еден ваков лик, она е смирена, пристојна и така натаму, наспрема овој малце позезнат писна јазик. Да, мислам, еве, најпристојно да не навредам ни еден гласач на Шилегов. Не, далеко. Знаеме, он скопски фрајски. Да, далеко тоа. Па ќе кажам, прашањето е, ајде да го симплифицираме. Дали граѓаните на Скопје мислат дека Скопје е чист град, функционален, во кој што нема сообраќајен хаос, во кој што има зеленило, во кој што се почитува урбаниот ред, во кој што никој не ти влегува во собата со нова градба практично што ти го зима погледот, дали има канализација, вода, игралишта, училишта, адекватни. Ама ја руши галијата. И Па what do you have from that? Што, така, што имаш ти од тоа, дали има галија или нема галија? Дали знаеш што беше првото прашање што му го поставија во кампањата пред Шилего да стане градоначалник? Во Капиште стоев ја меѓу народот да чујам народот, што ќе го, пошто ја живеам у близина и знам што се проблемите. Никој не рече нема игралишта, нема паркинг, испокршено е све. Не, извини. Знаеш ли што го праша? На Друкана беше. Абе, знаеш ли што го прашува? Дали ќе ги срушиш галиите? Да, ќе ги срушам галиите. Викам, ова ли е проблемот на Капиштец? Па не. И сега ти истото го поставаш прашање, дали
Не му е гајле да Не мислам партискиот така. Не, добро, окей. Има одреден број на наши сограѓани, кои се верни гласачи. меѓу кои и јас. Така. Така? На својата Јас во партија. животот никогаш не сум гласал за друга политичка партија, сум во МРДПМ. Но тоа си го чувствувам така како свој однос визави политичкиот контекст во држава. Има одреден број на граѓани кои што се така лојални на ВМРО-ДПМ. Има друг одреден број на граѓани кои што се така лојални на СДСМ. Но нити едната, нити другата групација на луѓе не може да одлучи на избори. Оние што одлучуваат на избори се луѓето помеѓу. Луѓето помеѓу. Треба да се запраша, дали Скопје е функционален град? Еве, ова може да важи и за Велес, може да важи и за Битола, може да важи и за Прилеп. Дали во овие 4 години градот е подобро организиран? Да Ама или и не? Ти преска фино рече. Задоволен си од работата до сега? Да. Ако не си, Ако не си, тај друго дете. Значи, дали градов Скопје, ти си скопјанец, ја не сум, но минам голем дел од своето време тука. Гласач сум во Велес, жител сум во Велес. Но, дали Скопје сообраќајно функционира подобро? Не мислам така. Дали се воведе ред во урбаниот хаос? Не, напротив. Се зголемува урбаниот хаос, зони се зафаќаат, не знам, Холидеј, не знам, Треска, не знам, Алумина, не знам, вамо покрај Борис Трајковски спортската сала и така натаму. Расадник, така, нели СДСМ ќе воведуваше мораториум, нема да се гради, нема да се све се изгради. Каков мораториум? урбанистички планови, коме, како ги кажа Србија. Да, така. Се, тоа е второто прашање. Третото прашање, дали градот си чисти? Дали нема депонии, ѓубришта, дали функционира комунална Го хигиена? знаеме се, све тоа. окей, Не мора тоа- да го не, не, елаборираш. Јанко, Твоето ама дај да ги мислење симплифицираме работа. За Данела ми интересира. Моето твоето мислење за Данела е многу позитивно од Зошто? неколку аспекти. Прво, јас сакам кога во политичкиот живот, иако она гледам инсистира дека не е политичар, а и тоа ми се допаѓа, кога во политичкиот живот ќе се внесе нова енергија. Значи, не сме 200 луѓе во држава што мораме стално да се вртиме на политички позиции. Дајте да видиме луѓе професионалци. Зошто? Ние тој период на бомбите, промена на власт, шарена револуција и ова цело надоврзано владење на СДС, со овие скандали, катици, матици и да не набројувам, не ми е целта никого да набројувам, но се создаден контекст на одвратност спрема политиката, на омраза спрема политика. И тоа нормално десеткуваше многу квалитетни луѓе да се дистанцираат од политика. Кога ќе видам дека некој успешен човек, кој што немал контакт со политика, сака да дојде во политика, за мене тоа е позитивен сигнал. Многу добро го постави ова. Ми се допаѓа како Ама, мора некаде да се пресече. Ние не можеме сега како жабокречина да живееме и сега ти си СДС, ја ВМРО, Јанко чини или не чини, Јанко чини и сега таа 30 години. Така? Ајде уште 30 години, ама дај да ги менуваме работите. Дај го дете ќе му даде Во тој контекст појавувањето на кандидатката Данела Арсовска е нова свежина од целата работа. Сметаш ли дека има нерв и капацитет да го издржи ова? Јас се надевам по тоа што го гледам, мислам дека е професионалец со менаџерско искуство, председател на една од двете комори, ама во онаа каде што се многу повеќе членки, кај што се мали и средни предпријатија. Во оваа каде што е Азевски председател се големите компании, 10, 20, 30, не Што знам колку значи се. многу подобро го знае. Значи, тука не може да си председател толку време на таа комора без да имаш способност, квалитет, компетенција да менаџираш. Видиш, тоа Со- јавност па не го знае толку. Во ред. Од тој аспект, јас мислам дека ваму има што да се надеваме кај Данела. Има компетенции, има квалитетно образование, има контакти, има нова енергија. Она сега влегува. Дали чувствуваш дека прашањето ова ми е, што го дали- кажеш, прашањето ми е- дали веќе гласачкото тело го Се чувствува? надевам. Какво се е надевам. Тоа е расположението? па мислам дека е доминантно позитивно спрема нејзе. Овие карактеристики што ги наброивме, што не можат да се оспорат. Сега ја не навлегувам да давам
да лепам етикети позитивни, нели кукулчиња, ова да ја редиме работата, Или иако да сме во може да кампања. изводиш вегета се. Да, или тоа. Страшно. Не, да се насмејам. Сега, дали сето овие предности кои што ги има независната кандидатка Данела, ги има Петре Шилегов? Ми бил колега. Ги нема. Еве не сакам да бидам лош спрема него. Ми бил колега. Сме имале некакво почитување, соработка, сме имали тешки конфликти, но не сакам да бидам. Дали Петре може да донесе нова енергија? Он ти го маваше микрофонот? Ми се закануваш. Јане. Он ти се Шилегов, закануваше. да. Викаше, Да. ќе се сретнеме еднаш у Абе живот. сега, Ама прошло. Ама не. Ајде, христијански. Немам проблем со тоа. Ја реков ќе се спугате тогаш. Не, Многу ама гадно зошто? беше. Ти текнуе дека Види. све беше за 50 милиони евра само? Не, ни се сеќавам за шо. За 50 милиони евра буџетот што сакавте да го качите 2012, тоа беше Сега е цела скандал. милиарда поголем. Сега е за 2 милиарди и сме Не, позадолжени. Да се вратаме. Дали Шилегов може да донесе нова енергија? Не. Дали Шилегов е дел од политичката жабокречина? Да. Колку и тој да е чист или нечист? Е. Дали има нова визија за Скопје? Не. Дали има подобра програма од Данела? Не. Денеска ја видов, искрено, и едната и другата. Таму на улица Македонија има штаб и на СДС и на ВМРО. Бев и во двата Па денес. на исто место сме поминали. Ја видов и таа, ја видов и таа. Дали може да воведе нови вредности во функционирање на градов? Не. Според мене, квалитативно зборуваме за голема разлика, индивидуално. Еве го тргаме контекстот кои партии поддржале ваму, кои партии поддржале таму и така натаму. Како индивидуален капацитет и потенцијал, единствена работа која што Петре може би ја има во предност е директното менаџирање со институцијата град Скопје. Да, он може подобро да ти каже овој булевар се поврзува со овој, ваму имаме проектна документација, ваму немаме проектна документација, ама тоа не е и предност на крај на криштата. Пошто сето тоа он го знаел и вчера и завчера, па ништо не направил. Така да дај подобро е да внесеме нова свежина на политичката сцена. И на крај на криштата ми се допаѓа, ја следам овие неколку дена кампањата, ми се допаѓа таа теза кај кандидатката Арсовска дека она всушност сака да биде менаџер на градот. Не сака да биде политичар. И тоа има логика. Пошто локалната самоуправа... Скопје го Јанко, доживеавме како градоначалник, Коце го доживеавме како градоначалник не заради политика, Коце не се занимаваше На крај со на политика, криштата. туку беше На твојата менаџер. улица живеат и луѓе што гласаат и за ВМРО и за СДС и луѓе што не гласаат за никој уши. Ама за истата канализација искачаме се тепаме. Така. И се ѓубрето бориме. Ако не се собере и твоето и на комшијата и на третиот комшија. Така е, не прерипуваат Така, едни или ако други. не е чиста на улицата тоа, ако училиштето кај што оделе твоите деца не го бива и за децата на комшијата. Ако немате игралиште во околината каде може да го поминуваат времето децата и за твоите и за на сите други. Така Што ти е прогнозата? Во контекст, јас мислам дека во Скопје ќе биде диференцирана сериозна разлика во полза на ВМРО. Да помине генерално како контекст и во контекст на кандидатката независна за Скопје, но и истото го очекуваме и во поголем дел од скопските општини. Велес? Знаете зашто? Исто. Куманово? Тони? Мислам дека втор круг ќе оди Тони и Максим. Тоа ќе биде револуција ако ВМРО прв пат ќе добие има шанса да добие, мислам дека до Не, сега Куманово никогаш немало Немало ВМРО. градоначалник на ВМРО да помане, но 2013 година на изборите, тогаш кандидат во Куманово на ВМРО да помане беше Зоран Ѓоргиевски, доктор, хирург од Куманово, кој што во градскиот дел на Куманово сериозно го победи СДСМ, но селските гласови на околината од Куманово влијае многу на резултатот. Како би 700 на 0. Како бе селски гласови ВМРО, вие сте селска партија? Не, сакав друг, Се шегувам. избегнував еден друг Нели контекст. како беше она, строгите центри секогаш се она СДСМ. Значи, Градоначалник во Куманово ВМРО да помане нема. Во Велес ме прашавте. Сватив кои се селата. Да, разбрав кој Не, контекст. не сакам да Горете, го лошо горете. сватен, но тоа е тоа пакетот. Тогаш Знаеме Дуи како му беше помогна на пакетот. СДСМ Апсолутно да му не го помогна. изгуби Куманово. Абе, знаевме- Иако во влада беше у коалиција со Знаевме и кешот што се во делеше. влада беше и у така коалиција. А ВМРО направи грешка што им помогна на Дуи за тетови и гости. Тоа ќе биде сега, многу интересно. Во контекст на И Велес, мислам дека ова враќање на балансот на моќта во ова ќе биде многу добро
сеопштата Доста, атмосфера доста. во Македонија. Доста Доста е. беше. Има Доста е. апсолутна власт. Видовме што направија. Thank you Доста, very much. тоа е тоа. Ја мислам дека е стварно. Нема што ново да понуди. Во Велес ние досега имавме локална самоуправа предводена од Социјалдемократскиот сојуз, која што дојде на власт на локално ниво со една програма од 24 капитални проекти што ги вети за Велес. 24. И сега тука имаш обиколница околу Велес, пречистителна станица, мост Речани, мост реконструкција Башино село, не знам, трговски центар, катна гаража. Од 24 еден пред еден месец почнаа да го прават со цела влада. Сликање пред локални. Че од 24 крупни ветувања што ги дадоа пред 4 години, еден сега го почнаа пред еден месец со сликање, вака. Дали до крај ќе го истера и сега Дали велешани се наивни? По тебе? не се. Никој не е наивен. Никој не е. Наивен, така да и Велес ми е известен резултат. Илија Димовски, ти благодарам, беше поканет како аналитичар. Ти благодарам што На крај малце само избегавме со направивме- дневнава политика. направивме све глобална. Не, ја морав да те прашам, мислам дека дури им беше намера она на почеток, знаеш, она за порталите да те вадат за овако, ама кој ги врти, си фативме ние како ни те. Знаеш дека тераме 2 сати без прекин? Не сум свесен. Погледни саат. Мислам колку е. дека е саат време веќе. Значи, уште сум добар водител. Одлично. Уште. Ти благодарам. Стара коска. Ти благодарам. Ти благодарам Баш и ми јас за беше покана. мило што се видовме. И мене ми е мило. И се надевам дека наскоро повторно ќе бидеш гостин, затоа што стварно навистина многу продлабочен и многу интересен поглед имаш на се што работи. Сега релаксирано од целиот оној притисок Многу, кога така, беше, многу сега по- многу поинтересна ти мислата. Така, и знаете, секогаш кога човек носи некакви партиски или државни функции, мора да внимава и на тој контекст. Во моментов немам никакви функции, нити во партијата, нити во државната инфраструктура, хиерархија и кажувам тоа што го мислам наискрено. Без да внимавам дали Јанко ќе ми се налути, или камерманот, или во режија горе некој ќе замери. Тоа го мислам, тоа го кажувам. Ти благодарам уште. Благодарам и вас. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.